Унгарскиот заем од 500 милиони е замка која денес во скратена постапка го усвоија пратениците. За СДСМ и некогашниот вице-премиер, а сега пратеник Фатмир Битики, е замка и економско предавство на татковината. Од ВМРО ДПМН говорот на Битики го оценија како срамен. Ова не е само заем. Ова е потенцијална замка која може да ја стави Северна Македонија на патот кон политичка подреденост и економска зависност од режими чии интереси не се усогласени со интересите на нашите граѓани и со демократските идеали кон кои ние се стремиме. Јасно е дека ваквите договори не се прават во интерес на граѓаните. Ова задолжување, спроведено без каква било контрола, носи огромен ризик за економска стабилност на државата. Идните генерации сигурно ќе ги плаќаат долговите и последиците што денес ги прави оваа влада. Овој заем е удар за домашните компании, нивно изфрлање од економската орбита на оваа влада. Ова е удар во трудот на македонските бизниси и економско предавство на татковината. Срамота за еден поранешен вице-премиер за економски прашања да излегува на говорница и да критикува за некакво задолжување, најпрвено од причина што во негово време неговата влада го дуплира јавниот долг на Република Македонија од 4,7 милиарди евра на 8,9 милиарди евра. Срамота е затоа што ова задолжување од 500 милиони евра е предвидено во буџетот кој што го предложи претходната власт и го донесе претходното мнозинство. 500 милиони евра стојат како финансирање во нивниот буџет.